Плати за 4400 вработени во пошта и железници ќе има, а Министерството за внатрешни работи и основното јавно обвинителство да истражат како се задолжувале во минатото. Министерот за транспорт Александар Николовски посочи дека во моментов се крои план за реструктурирање на постојните долгови во Македонска пошта и Македонски железници, но и план за постигнување на профитабилност на предпријатијата. Николовски најави дека ќе се интервенира во буџетот за железници инфраструктура со оглед на тоа дека станува збор за предпријатие во државна собственост. Од овие три предпријатија две се акционерски друштва, тоа е Македонска пошта и Македонски железници транспорт. Тие се во државна собственост, но се акционерски друштва. Финансирањето не оди од буџет, туку од приходите кои што ги остваруваат. И тука работиме на целосен план за реструктурирање на двете друштва, кој што треба да има возможи профитабилност од една страна, а од друга страна тоа што го правиме во моментов е реструктурирање на постојните долгови кои што ги имаат со цел да вработените земаат редовно плата. Задолжувањата во минатото, кои биле направени на недозволлив начин, се причина за катастрофалната состојба на предпријатијата. Николовски откри дека во Македонска пошта имало кредит кој бил отворен под неповолни услови за предпријатието, а Железници транспорт пак земале позајмици кои ја оптоваруваат компанијата. Министерот очекува надлежните органи да го истражат работењето во минатото. Ќе ви кажам дека Македонска пошта во моментов има отворен кредит кој е на банка. Не ја кажувам банката не затоа што е некоја тајна, туку затоа што има таков договор подпишано, кој што кредит според мене е лихварски. И тоа моите претходници само го оставале. Јас седнувам со раководството на пошта да го тоа репреговараме, затоа што не може да е така и не е дозволиво да е така, затоа што на тој начин се уништува предпријатието. Исто така Македонски железници транспорт има позајмици од МЕПСО, кои што според мене се недозволиви како се направени. Вработените во подружниците на пошта неколку пати изминатите 2 години го изразуваа револтот од ниските плати кои нередовно им се исплаќаа. Тие предупредуваа дека предпријатието се соочува со огромна финансиска криза и дека се претерало со партиски вработувања. Во железници пак состојбата е очајна. Македонски железници транспорт ја заврши претходната година со долг од скоро 4 милиарди денари, односно речиси 65 милиони евра.